Чудниот свирач од Хамелин. Еднаш одамна, во еден град наречен Хамелин, имаше страшна наезда од старци. Ги имаше насекаде. Во амбарите, на улиците, во куќите, дури и во бебешките лулки. Градоначалникот се обида на сите можни начини да се ослободи од глодачите, но безуспешно. А трпението на граѓаните беше на крајот, кога еден ден во градот дојде еден чудно облечен човек со фрула. Тој отиде кај градоначалникот и му рече: "Ваша висост, господару мој, ако ми дадете награда, за минутка, можеби и во овој час, стаурците ваши ќе нема ниту трага, ниту глас." Градоначалникот ќе дадеше се само да се ослободи од штетниците, па веднаш се согласи. "О, те молам, се што сакаш, само да има спас. Не можеме да чекаме веќе ниту еден час." Потоа свирачот отиде на градскиот плоштад и почна да свири на својата волшебна фрула. Пред очите на вчудоневидените граѓани и илјадници магепсани стаорци излегуваа од секоја дупка и од секој ќоше. И следејќи ја прекрасната музика, го напуштаа градот и се упатуваа право кон реката. Конечно, Хамелин се ослободи од стаорците. Но, кога дојде време да се награди свирачот како што беше договорено, градоначалникот и граѓаните смислуваа секакви изговори само да не платат. И така, свирачот полн со јад излезе на улица и почна да свири друга мелодија. Овој пат сите деца се стрчаа кон него и го следеа надвор од градските ѕидини. Во Хамелин остана само едно момче кое не беше доволно брзо за да држи чекор со другите деца. Следното утро, момчето реши да оди и да ги побара своите другарчиња, па замина во шумата. По пат си правеше друштво, свирејќи на една шупелка што се имаше изделкана од парче дрво. Кога слушна друга мелодија која беше како ехо на неговата, ја следеше и дојде до една пештера во која се криеа свирачот и сите деца од градот. Момчето го молеше свирачот да ги врати сите негови другарчиња во нивните домови. Свирачот, кој всушност имаше добро срце, реши да му ја даде на момчето неговата волшебна фрула, за да може да ги води децата назад до Хамелин. На разиграниот ритам на музиката од фрулата, децата го следеа нивното храбро другарче на патот до градот. Кога родителите ги видоа, скокаа од радост заедно со градоначалникот, кој самиот беше татко. Од тој ден, градоначалникот и граѓаните на Хамелин секогаш си ги одржуваа ветувањата, но веќе никогаш повторно не слушнаа ништо за чудниот свирач.